Африка, континент што многу малце се збори за него. Се додека највеќе војни се случуваат тука, дури до ден денеска. Затоа денеска ќе збориме за една војна што е една од најголемите војни во блиска африканска историја, што се случува во едно од најголемите африкански држави. Ќе збориме за Втората Конго војна. Африка секогаш имала проблеми со граници, и ова се случува ради европејските колонизатори. Тие никогаш не цртале граници по етнички линии, ама прво да се вратиме во Првата Конго војна. Во овој предел имало проблеми во 90-тите години, поради една вид на етничка група на луѓе што живееле во овој предел, што се наречени Тутси. После руандовскиот геноцид во 94 година, овие луѓе биле натерани да бегаат од Руанда и да идат во Заир. Сега проблемот, во ова време Заир е диктатура, што еден човек не се согласувал со оваков вид на диктатура. Затоа тој планирал да крене револуција и да ја завземе државата со војна. Но тој сватил дека туците што се одселиле од Руанда и дошле во Заир ќе му помогнат, но не било тоа доволно. Затоа му текнало дека Уганда, Руанда и Бурунди ќе бидат држави што ќе му помогнат. И затоа они успеале да завземат цел овој црвен дел за време на Првата Конго војна. И така овој човек, наречен Лурент Дезире Кабила, успел да го завземе цел Заир и да стане главен. И како главен на Заир, првите нешта што ги направил е успел да вклучи добри алијанси со Ангола, Уганда, Руанда и Бурунди, но исто така го сменил знамето и името во Демократска република на Конго. И така, во мај 1997 година завршува Првата Конго војна. Ама за жал, мирот ке трае само една година. После војната, многу руандиски и угандиски војници останале во Конго. И на него после некое време му се смачило. И така и наредил да се тргнат од државата. Но наместо тоа, дел од неговата војска решиле дека и они ќе кренат револуција против него во местото околу Гома. И најголем дел од оваа бригада биле Тутси. И ради скандалите со угандиската и руандиската војска, Уганда, Руанда и Бурунди решиле дека ќе им помогнат на овие Тутси. После неколку дена од тепање во источниот дел од Конго, Уганда, Руанда, Бурунди и Тутсите решиле да направат еден добар напад од западниот дел од Конго. И така почнала операција Китона, кај што они ќе слетувале со авиони во аеродромот Китона во западниот дел од Конго. Страшното за оваа операција е затоа што овој аеродром е у близина на главниот град на Конго, што е близко околу 350 км. Ама ако гледаме по македонски стандард, тоа не е ич близко, тоа ти е од колку Дебар до Делчево. Тие брзо го земале цел западен дел од Конго, што значи дека Конго више нема излез на море. Ама проблем што не сватиле Уганда, Руанда и Бурунди е дека Конго за време на Кабила направиле доста многу алијанси. И така после некое време влегува добар сосед со Конго, Ангола. Ангола влегува оваа војна затоа што им е страв на нив, затоа што имаат луѓе што сакаат да кренат цивилна војна и мислат дека Уганда ќе им помогне на тие што сакаат да направат цивилна војна. Но не е само тоа.
Уште други држави исто така влегуваат од страната на Конго. После 2-3 дена од влегување на Ангола во војната, влегува исто така и Зимбабве. И на север влегуваат Чад и Судан. Ама Чад влегува поради Франција. Да, и Франција исто така во војнава. И Уганда се трга од алијанцата со Руанда и Бурунди, затоа си формираат своја алијанца. И затоа во Конго се води војна на 3 страни. На едната страна се Руанда и Бурунди и Туците, на другата страна се Конго и нивните другари, и на третата страна е Уганда со се некои таму во сред нигде никаде некои селјаци. Сега, Конго со сите овие помошници имале многу поголема шанса да победат, дека Конго војската биле многу слаби. И така Ангола брзо им помогнале со западниот дел и успеале во неколку дена само да го завземат цел тој дел. Но за време за Ангола земење на западниот дел, Руанда и Бурунди успеале да земат многу голем дел од Конго, исто така и Уганда. На 18 јануари 2001 година бил убиен Кабила и после него дошол неговиот син, што бил многу подобар во политика и успеал да се смири со сите држави да ја престане цела војна. И така завршува втората Конго војна. Се надевам дека ви се допадна видео, subscribe и лайк, затоа што јас стварно неам views, те молам.